Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер на Радио Лидер ФМ. Наш вечерашен гостин е Велика Стојкова Серафимовска. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте пратеничка од редовите на ВМРО ДПМН и меѓутоа сте и доктор по фолклористика. Исто така вие сте и член на Комисијата за образование во Македонското собрание. Еве да започнеме со тоа. Некако периодов многу се штури информациите за тоа како ќе изгледа нашиот образовен процес од 1 септември година. Ви благодарам најпрво на поканата. Чест ми е да бидам дел од вашиот циклус емисии. Да, јас сум меѓу другото и самата во образование и наука, работам во Институтот за фолклор Марко Ципенков Скопје. Искрено да ви кажам за ова прашање, ние самите не знаеме каков ќе биде образовниот процес. Дали знае министерката Царовска? Мислам дека не знае ниту министерката Царовска, бидејќи ова што ни се случува из последниве 6 месеци особено, со оние најави на радикални промени, радикални реформи, како што ги нарекуваат тие, мислам дека на никому ништо веќе не му е јасно, ниту на министерката Царовска, ниту пак на незините поддржувачи, незините бранители, да ги кажам, кои што македонската јавност може да види дека се во многу мал број. Станува збор за невладени представници на невладени организации, значи оние што се од невладиниот сектор, тие ја поддржуваат или не сите, морам да потенцирам, односно оние веројатно што се блиски до невладините структури во кои што од каде што произлегува Мила Царовска како политички лик, да речеме, во Македонија. Многу јас навистина жалам што во македонската јавност особено многу невистини се кажуваат, многу лаги, да ги кажам. Еве денеска имавме една таква долготрајна комисија односно седница на Комисијата за образование, наука и спорт во Македонското собрание, кој што се однесуваше именно на образовниот процес од неколку сфери. И сега тука сакам да ја користам оваа прилика да дадам едно појаснување, бидејќи денеска колегите од СДСМ излегоа на пресконференција каде што повторно ја извитоперија вистината, но ние од ВМРО ДПМН решени сме да ја кажуваме само и единствено вистината и тоа само и единствено ќе го кажуваме, значи нема да измислуваме, нема да спинуваме современо кажано, туку ќе ја кажуваме чистата вистина колку и таа да е болна. Во моментов во процедура се два важни закони за образованието и односно два важни закони за почеток на образовниот процес во септември. Што станува збор за законот за Биро за развој на образование и законот за наставници. Да дадам појаснување, денеска СДСМ излезе да каже дека ВМРО ДПМН го блокира овој, односно ги блокира двата закони, не е точно воопшто. Не е ни дојдено до дневен ред на точки на седницата. Значи, сето ова што се случува пред да биде изгласан дневниот ред. Ние се јавуваме на процедурални забелешки, процедурални говори од едноставна причина дека претходниот процес започнат во собранието што се однесува на концепцијата на реформата во основното образование се уште не е завршен и не може вие да продолжите понатаму ако претходно не завршите еден друг проблем, ако не затворите друг проблем, бидејќи и законот за Биро за развој на образование и законот за наставници се поврзани со концепцијата. И сега не може ние да одиме на други закони кога ова не е решено. И тука е всушност целата битка, тука е проблемот кој што сака да го прикаже СДСМ како блокирање, но тоа навистина не е блокирање, бидејќи тоа она што ние го правиме во моментот во собрание е да ги расчистиме работите, значи да направиме една сериозна платформа во која што ќе се дискутира најпрвин, па понатаму да се започне таа реформа во образованието, која што понатаму нели би се развивала и би се одразувала во законите како што е законот за Биро за развој на образование, законот за наставници, па дури ова најнова небулоза што министерката Мила Царовска ја сервира, да кажеме, со така наречената дигитализација во образованието. Така да тука работите воопшто не се така како што се прикажани, значи вистината е дека ВМРО не блокира закони, ВМРО само сака оние закони кои што ќе бидат донесени да бидат за граѓаните и во корист на граѓаните, во овој случај на
децата, на учениците, наставниците, родителите и сите оние што се засегнати со образовниот процес во Македонија. Еве, дали вас конкретно ви контактирале од Министерството за образование, бидејќи за да се направи еден ваков всеопфатен и голем процес, мора да се контактираат десетина луѓе во држава. Вие сте еден од тие кои што имате допринесено во македонското образование. Дали ве контактирале било кога? Да побараат ваше мислење? Не, значи не мора, Независно од политичката независно од функција. политичката функција, јас не се чувствувам дека морам да бидам контактирана. Убаво би било, но не е само проблемот там. Проблемот е што Министерството за образование и наука воопшто не ги зеде во предвид и оние луѓе кои што ги кажаа своите ставови. Значи тука е проблемот. Не се прави реформа, образовна реформа од аспект на невладен сектор. Што е невозможно да се направи. За да се направи било каков закон во државата, значи тоа постојано го говориме ние, потребно е тој закон најпрвен да помине низ многу филтри, и тоа филтри кај оние најзасегнатите, тоа се оние кои што ќе треба понатаму да го имплементираат тој закон. Кога станува збор за образование и наука, значи кои се најзасегнати? Најзасегнати се секако наставниците, професорите, најзасегнати се учениците, студентите и секако родителите, бидејќи тоа е севкупниот образовен процес. Во овој случај иницијативата на Мила Царовска не потегна, не произлезе од ниту од овие наведени сектори, туку произлезе од незината желба, потенцирам желба, значи тоа е лична желба, да се направи никаква реформа по која што веројатно таа ќе биде запаметена. Сега како се прави таа реформа? Се прави наопаку. Наместо да се започне со оние кои што се најзасигнати, да се слушнат нивните мислења, нивните сугестии, нивните забелешки, во смисла да се скенира најпрвин просторот, да се види каква е состојбата реална, да се изготви една стратегија, да се изготви една анализа, да видиме какви се условите, колку услови има, какви се учеништата во цела Македонија. Значи не можеме ние да се повикаме само на примери, репрезентативни примери во главниот град на државата. Секако туку имаме огромна разлика помеѓу руралните средини и урбаните средини. Значи, сеопфатна анализа, сеопфатна методологија, сеопфатна стратегија. Ние не видовме ништо од тоа во предложените реформи. Кажувам во множина, бидејќи почнавме од таа фамозна концепција, понудена концепција за во основното образование, завршуваме со дигитализација на учебници, значи едното со другото, да, би требало да биде меѓусебно поврзано, меѓутоа методолошки не е воопшто истрајно, не е доследно, не е истражено, не е понудена никаква методологија. И сега вие кога сакате да наметнете една ваква насила, да наметнете една ваква реформа, ја ставам во наводници бидејќи ова не е вистинска реформа, секако ќе добиете никаков производ кој што не покажува никаков напредок, напротив, покажува една страшна ароганција, игнорирање на мислењето на јавноста, игнорирање на мислењето на највисоките образовни установи во Македонија, игнорирање на мислењето на родителите кои што се најважни во овој процес, особено кога зборуваме за основно образование. Не може вака. Не оди вака. И јас навистина не знам како ние во септември како децата во септември ќе го почнат школувањето. Еве како би изгледало да еден од оние предлози е да бидат испоени предметите ликовно и музичко. На што ќе изгледат? Да, именно тоа е проблемот и во понудениот сега закон за наставници, каде што и таму се гледаат исто некои вакви небулозни решенија. Видете, уметноста може да се спои на некој начин, да се интегрира, но не со намалување, епа тоа сакав да кажам, затоа ја спомнав законот за наставници. Да изучува факултет за тоа. Знаете како ние денеска токму она што го баравме на Комисијата за образование, наука и спорт во собрание, баравме да се заокружи тој процес на предлогот на стратегијата за основно образование, на концепцијата за основно образование. Зашто го говорам ова? Затоа што
ние одржавме на барање на ВМРО ДПМН, се одржа јавна расправа за оваа понудена концепција, на која што беа поканати најрелевантните институции и професори од високото образование, кои што се, нели, унија, јас доаѓам од високото образование, меѓутоа не сакам да звучам пристрасно, но сите реформи најпрво треба да почнат од високото образование, бидејќи кој ќе имплементира таа програма понатаму. Значи, ние мораме да ги подготвиме наставниците за таков начин на работа, да ги подготвиме наставниците за сите реформи, да им подготвиме учебни помагала, значи учебници, прирачници, вежбанки, сите тоа што треба, а тоа го изготвува, се знае, тоа го изготвува високото образование. Значи тоа го изготвува Бирото за развој и образование, тоа го изготвува Педагошката академија, педагошките факултети, никој не ја одобри таа реформа дури од овие институции. На јавната расправа имаше представници од УКИМ, значи од највисоките универзитетски инстанции, од Универзитетот Гоце Делчев, од МАНУ, од Сдруженија на граѓани, од институти, значи од науката, и никој не се согласи со овој начин на понудена реформа. Јас намерно ја донесов ова книга, вака велам книга, значи ова се стенографските забелешки од јавната расправа за концептот на основно образование. И сега гледате, значи ова е книга. Знам дека Мила Царовска многу не предпочита книги, но ние сакаме книги, намерно ги испечатив, бидејќи сакаме да ги читаме, поубаво се чита, и покрај тоа што Мила инсистира на дигитализација. Овде имаме едно капитално дело на тоа како треба да изгледа реформа на образование, кое што, за жал, Мила Царовска, заедно со Министерството за образование, односно со нејзиниот кабинет, се извинувам, таму има навистина прекрасни луѓе кои што се работат работата, но оние кои што треба да одлучат, оваа книга ја игнорираат. И сега вие да игнорирате професори, доктори на науки, реализирани во својата област, редовни професори, значи кои што ги поминале сите инстанции на избори, реизбори, значи филтри, и да велите дека тоа тие што го говорат не е точно и дека нема врска, значи тоа покажува страшна ароганција. И таа ароганција најчесто се удира од глава. Но јас ќе видам докаде ќе, ние ќе видиме докаде ќе стигне целиот овој напор да се направи таа реформа. Дај уште два аспекти од оваа предвидена дигитализација. Едниот е социјалниот, имено со корона кризава, децава мораат да учат дома и излезе дека преку 40.000 дечиња не можат да следат настава за тоа што не поседуваат уреди. Дали државата ќе им ги обезбеди? Видете, во она што ние го добивме како материјал во врска со дигитализацијата, иако дигитализација има сосема друго различно значење, значи ова е сосема различно. Ние тоа што го прочитавме е дека се ќе падне на терет на училиштата и на терет на родителите. Значи имаше, Мила даде неколку изјави за тоа, дека доколку детето нема таблет или телефон или компјутер, дека училиштето е должно да го обезбеди тоа, меѓутоа ние во буџетот не видовме таква ставка дека училиштата ќе имаат средства да ги обезбедат. Значи товарот ќе падне на локално ниво, на општинско ниво, а сите знаеме тама што се случува и колку всушност општините се грижат вистински за потребите на училиштата, значи тоа е еден процес вака кој што е доста тежок. Понатаму исто така се вели дека доколку некој ученик сака печатен материјал, дека тој ќе се испечати, дека училиштето, значи повторно е училиштето е тоа кој што ќе биде должно да ги обезбеди тие материјали. Знаете колку тонери се тоа, колку хартии се тоа што училиштето ќе треба да ги обезбеди. Што е многу, тоа е исто дополнителен трошок. Ние имаме состојба во која што дава правоста 40.000 деца не можат да следат настава. И на тие 40.000 деца како ќе им се обезбеди пристап до учебници. Значи тие 40.000 деца ќе мора да бараат печатени учебници. Еве нека не се 40, нека се и 20.000. Ќе мора да бараат печатени учебници. И која ќе биде сега дискриминацијата тука? Значи Мила Царовска, која што самата доаѓа од невладин сектор, кој што најмногу се бори против дискриминација на повеќе нивоа, значи било каква родова, таа самата спроведува една дискриминација. И при тоа, она што јас можам да го констатирам како од страна гледано, ако се анализира нејзиното однесување,
ваков игнорантски однос кон сите засегнати, значи ваков игнорантски однос кон се што е спротивно од незиното, односно владиното мислење, укажува само на еден силежиски однос во кој што таа не убедува дека се ќе биде во ред, но ние не сме сигурни затоа што немаме никаква методологија и константно целото население се буни против овој нов концепт што таа упорно го наметнува и тоа веќе доаѓа дека тоа е концепт на булинг, на силеџие. Бидејќи таа не силува во овој момент и ни го наметнува незиниот став и покрај тоа што многу луѓе велат дека тој став не е во ред. Другиот аспект што сакам да го опфатиме е со дигитализацијава. Има електронски примероци од учебниците. Сведоци сме дека еве последниот период, последниве 4 години откако актуелнава власт се наоѓа на власт, нашата историја континуирано се наоѓа под некаква ревизија, се менуваат историските факти. Дали е ова едноставно е поелегантен начин на власта да преку ноќ се договорат со една било која соседна држава, така функционираат работите. Ова ќе го изфрлиме од учебниците и преку ноќ од дигиталниот формат да снема некоја страна и да биде уфрлена друга со нови историски факти. Да, значи тоа е агендата на владата на Зоран Заев. Знаете како големите мислители велат дека доколку сакаш да уништиш еден народ или една држава, започни од образованието. Уништи го образованието и понатаму ќе се распадне бидејќи образованието е иднината. Ние ги школуваме нашите деца кои што понатаму треба да живеат и да творат и да градат и да бидат општествено и државотворно одговорни личности. Во овој случај со исклучување на вакви важни факти, битни факти за македонската историја, за македонското општество, ние тој момент, значи тој сегмент од воспитувањето и од градењето на нашите деца како личности кои понатаму би ја сакале својата држава и би работеле за својата држава, ние тој момент го негираме, значи го исклучуваме. Доколку исклучиме историјата, доколку се направи овој концепт, доколку се исклучи се она што е македонско, значи самата придавка македонски ги нервирани. Ја се не знам дали беше тоа шала, се надевам дека е шала, но имаше една изјава дека на една од обуките кои што веќе почнале да се спроведуваат во однос на новата концепција било кажано дека песната Македонско девојче ќе биде тргната од учебниците по музичко, пазете песната која што е како некоја непишана химна македонска и тоа би песна која што знае дел од нашиот фолклор, дел од нашата историја, песна која што има апсолутно еден лирски карактер, значи која што ништо не предизвикува, напротив, ние сите се гордееме и таа е една од најубавите испеани песни, сите ја знаат, не во регионот, во светот знаат песната Македонско девојче. Значи додека таа песна се пее во Јапонија, се пее во Австралија, се пее во Канада, се пее во Африка, се пее значи секаде, ние овде ќе ја тргнеме од нашите учебници, ќе ја заборавиме песната. Што укажуваат на тоа? Тоа укажува дека оваа влада на чело со Зоран Заев има една и единствена агенда, тоа е уништување на се што е македонско. Почнувајќи од историјата, завршувајќи до традицијата, до културата и до општеството. Значи сето тоа е вака во еден потек, една агенда која што се спроведува чекор по чекор на многу очигледен начин, но за жал ние никако како да не, односно не ние сме многу свесни, особено пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата во моментот во собранието е и такако свесна за тоа што се случува. Мене ме жал само за онаа поширока јавност која што сака да ги спинува работите, сака да ги релативизира и како да се прават слепи. И сега од една страна имате невладен сектор и од друга страна имате интелектуална елита на чело со Ману. Значи, кому да веруваме? Јас одбирам да веруваме на Ману и на интелектуалната елита. Ако тие говорат дека ова не е во ред, дека вака не се постапува, дека никој не е против реформа, но не на овој начин, а владата не им верува на нив, а им верува на невладиниот сектор, тука јас навистина мислам ова е небулозно, ова е абсурдно. Една сериозна држава, една сериозна влада треба да верува на елитата. Не може да верува на невладен сектор. Не може Мила Царовска нас да не убедува дека е спроведена анкета на Инстаграм. Каква анкета е таа? Какво е тоа истражување на Инстаграм? Значи тоа укажува колку е несериозна целава работа. И она што е најстрашно се тие нивни платени медиуми кои што понатаму ги релативизираат работите, ги превртуваат. Вистината ја прават лага, лагата ја прават вистина и ние добиваме сосема погрешна слика во јавност.
Значи ВМРО ДПМН ја говори вистината и само вистината, ништо друго. Ние многу добро гледаме кој ја говори вистината, кој не. Нема да употребам потешки зборови, но не може вака. Еве што се случува со културата во држава. Бевме сведоци толку временски период, 10 години, се инвестираа многу средства да се изградија нови театри, се изгради нов објект на филхармонијата, страшно многу пари се инвестира и во археологијата, некако ние последниве 4 години стагнираме. Нема никакво померување. Конкретно и пред емисијата разговаравме на кратко, го споменавме и Свети Климентовиот универзитет на Плавашни, кој што е прв универзитет во светот. 4 години не е спомнат никаде. Од никога. Исто како и во образованието, и во културата агендата е истата. Значи, ако ја погледнеме националната програма за оваа година која што ја излезе од Министерството за култура, ние ќе кажеме дека е тоа се само не е национална програма, бидејќи внатре нема ништо национално. Значи, ништо од национален интерес, од највисок национален интерес. Во културата е катастрофална состојбата. Јас мислам дека никогаш вака не била запрена целата работа. Јас имам контакти со УНЕСКО доста често и гледам дека и таму сме застанати. Значи, и тоа што се започна во еден подолг временски период и навистина требаше време да стигнеме до една убава позиција како држава, како Македонија. Сега сето тоа е запрено, замолкнато, ние не сме никаде присутни. Еден податок ќе ви кажам, дека централниот регистар, односно ние секоја држава има регистар на национални на културни добра, од сите, значи движно, недвижно и нематеријално културно наследство. Тој регистар не функционира, тој е онлайн регистар, тој мора да биде достапен, бидејќи УНЕСКО го контролира, значи тоа не е нашата лична карта. Тој регистар не е во функција од февруари 2017 година. Воопшто не е во функција. Значи вие не можете, ако сакаме или некој од надвор ако сака да види, да провери што имаме ние на листите на УНЕСКО или каква е состојбата или што имаме дома заштитено, а тоа покажува колку сме одговорни кон себе. Прво, затоа што ако почитуваш твојата собствената култура, ќе ја почитуваш и културата на другиот. Во овој случај, со тоа што не функционира тој регистар, ние не се почитуваме ниту себе, ниту другите, ниту пак највисоките светски инстанции како што е УНЕСКО. Толку е од културата. Ниту една капитална инвестиција не е ниту почната, ниту завршена, и тие што беа почнати се забрани. Ништо не е изградено, значи Турскиот театар не е изграден. Аквадуктот за кој што самите, значи Роберт Алагјозовски одеше со телефончето, се снимаше пред аквадуктот, па кажуваше колку тоа не е завршено, и 4 години помина, аквадуктот не е мрднат. Ништо, не само каменче не е мрднато, туку аквадуктот на неколку пати уште повеќе. Бе и оние Калето е готов проект кој што само требаше да се отвори, и тоа ништо. Значи секаде застанато, замрзната е состојбата. Едно камче, една шајка нема за кова. Ништо. А при тоа велат ние градиме држава. Како градите држава? Со тоа што ја распродаваме државата. Со тоа што сега има стигнато закон за продажба на земјоделско земјиште. Тоа не е градење на држава, тоа е раскусурување на државата, тоа е продажба на државата. И ние сега секаде во сите области, оние кои што се најважни, образование, култура, значи ние имаме едно комплетно демакедонизација. Тоа се случува, демакедонизација. Она што нашиот источен сосед со децении, со векови се обидува да не го направи, тоа е таа културна апроприација, односно присвојување на се што е културно, Зоран Заев и неговата влада сега тоа го поклонува. Значи сега веќе сами си го направивме. Оно од што се боревме, сега го дозволуваме да ни се прави. Мојот апел е кон македонската јавност. Значи ние мораме да дигнеме глава против овие работи. Не може вака веќе. Мора да излезе вистината на виделин. И овој начин на функционирање на држава не е држава, не имаме државотворност ние во оваа влада. Никаква општествена одговорност. Зарем треба да ги заборавиме сите оние кои што протестираа сега во саботата? Значи вам да ви се побуни,
да би се побунат родители во сите градови во Македонија. Тоа е еден голем отпор. Тој е глас кој што треба да го слушне Да би министерката. реакцијата на министерката Царовска беше многу ноншалантна. Да, затоа што министерката Мила Царовска е затворена во својот круг и во своите мисли и не слуша никого освен самата себе си. Тоа е еднакво на дефиниција за ароганција. Не размислуваат за далекосежните последици. Мислам дека не, значи човек кој што не слуша и не се консултира и за кого што не е важна науката, нема визија каде сака да оди. Тој човек работи само за себе и за никој друг. Мислам, јас не гледам тука никаков простор за понатаму, дека таа мисли за понатаму што со тие деца, што со таа дискриминација, социјална дискриминација што ќе се направи. Огромна социјална дискриминација. Како? Тие таблети треба да се обновуваат. Таблет, компјутер, денеска е потрошен материјал, тоа е како хартија. Значи како? Но за разлика од хартијата која што може и 100 години да трае, тоа за година-две поминува, така? Ние ќе имаме проблем со деца, например, кои со посебни потреби. Како тие ќе се снајдат на тие помагала? Или повторно тука доаѓаме, ама учебникот може и да се испечати. Значи втрошок на училиштето. Нормално училиштето секогаш ќе вика, ама ние сега немаме тонер, немаме карта и на крај родителот ќе рече, па добро, ние ќе го испечатиме и ќе го испечатиме. Значи повторно товарот паѓа на родителите. И што правиме? Каква е оваа реформа? Кој ќе ја спроведе оваа реформа? Нема методологија, нема. Бирото за развој на образование, да ви кажам, со овој предлог закон што е дојден, јас навистина се прашувам што работат тие луѓе, кога целиот закон се однесува практично на тоа дека Бирото за развој на образование ќе мора да најмува стручни лица за обуки на наставниците, за спроведување на реформата. Тоа се хонорари. Илјадници и илјадници хонорари. Тука лежи зајакот. Тука е главниот интерес на оваа влада. Во хонорарите, не во квалитетот на тендери за цел процес на дигитализација. Носење на закони за јавни набавки во 4 очи, значи сето тоа е дел од големата слика која што упорно се спроведува во Македонија и јас повторно кажам, и на вистина жал што јавноста, пошироката јавност тоа не го гледа, туку верува на релативизаторите, на оние платени, масовно платени структури околу СДС кои што постојано повторуваат дека ВМРО ДПМН е криво, а ВМРО ДПМН единствено што е можеби виновно е што ги става интересите на граѓаните на Република Македонија пред се. Еве една паралела, континуирано го споменуваме тој пиар на владата. Има ангажирано голема бројка на пиар на дворешни соработници. Деновиве се објавени низа на тендери за почнувајќи од агенција која што би испитувала јавно мислење за работа на владата. На Инстаграм. Па и на Фейсбук и на Твитер. Се трошат, ете ги последните конкурси се околу 700-800 илјади евра. Милиони евра се трошат годишно за тие намени. Толку немаа пари да одвојат, оние имаат 2 објекти онаме во кругот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, готови се карабини. Готови. 4,5 години седат, толку немаат пари да одвојат да ги завршат. Физичка култура, да. Не знам, ние дадовме амандман кога се правеше буџетот имено за овие 2 објекти и амандманот не беше одбиен секако. Значи исто така кога да имаат сите на ум дека кога се да се во држава да е поважно да се плаќа пиарот отколку да се инвестираат пари во образование и култура. Веројатно повторно ќе кажам тоа укажува на отсуство на општествена одговорност и државотворност. Тоа е единствениот одговор, бидејќи вие да фрлате толку пари на пиар, значи на новинари кои што само најубаво ќе зборат за вас и при тоа ќе лажат, бидејќи не е така. А не да ги вложувате парите таму каде што треба, како што се бесплатни вакцини, бесплатни тестови за ковид, како што се бесплатни таблети за сите деца, како што е бесплатен интернет за сите деца. Значи, ако вие не вложувате таму во граѓаните, во за добробит на сите граѓани на државата, а вложувате во ресорот кој што ќе ве направи вие да изгледате поубаво, па тоа е целата идеја на Мила Царовска и Зоран Заев и сите околу нив. Тоа е таа невладина стратегија. Тоа е тој невладин сектор.
Значи ние постојано говориме, јас тука користам приликата да кажам и за Министерството за култура. Не може вие да раководите една институција како тоа да е невладина организација. Значи, Министерство е еден голем механизам, една сериозно комплицирана институција, администрација која што вие треба да ја знаете. Образование не е нешто едноставно. Образование е толку комплексна работа, почнувајќи од градинките, завршувајќи до факултетите и постдипломските студии, што вие не можете за 3 месеци да направите реформа. И сега, според денешните изјави на нашите колешки од СДСМ, ние нема да почнеме реформи, реформите ќе започнат само во прво и во четврто оделение. Тоа е реформа. Че не е важно од каде ќе се започне, не е важно дали е еден клас, една генерација или едно дете. Вие да почнувате нешто ново, нешто што до тогаш не било. И сега да го направите тоа за 3 месеци, тоа е невозможно. Барем не за ваков сериозен, во ниту еден сектор е тоа невозможно. Еве за култура која зборим. Ние имаме исто така еден закон, скандалозен, во процес во собранието, кој што е блокиран. Да, тоа е еден од 5 закони кои што само 5 закони кои што се блокирани од страна на ВМРО ДПМН, тоа е законот за остварување на, внимавајте, јавниот интерес во културата. Која прави проценката што е јавен интерес? Да, која прави проценката? Сите закони се од јавен интерес. Сите закони што се носат во Македонија се од јавен интерес, така? Се е од јавен интерес. Зошто културата, само културата би било од јавен интерес, а што правиме тога што сите други ресори? И при тоа е исто таков скандалозен закон во кој што се бриша се што е национално, се заменува со јавно, во кој што се бриша македонскиот јазик, се бришат национални уметници, се бришат награди немаме. Значи вие гледате дека од кога се СДСМ дојдене на власт не се доделуваат национални награди. Значи ниту се вредно, ништо не се вредно. Личности, историски и образование, и личности, и историја, значи се она што е поврзано со националното чувство. Освен 8 септември, денот на и тоа затоа што мора, ама тоа мора. Не смееме да го. Не смееме. Награда Гоце Делчев. Тоа е, јас сум научник, да рековте да јас сум доктор по фолклористика, меѓутоа сум практично културен, мојата област каде што најмногу работам е културна антропологија или музичка антропологија, културна антропологија. Еден од начините да уништите национална свест е да ја уништувате постепено, да се заборава таа колективна меморија која што има народот. Колективната меморија е поврзана со прославувањето на празниците. Значи тоа е повторувањето. Значи ние на секој празник, ние на 2 август се потсеќаме на 2 август Илинден, 2 август Асно, на Илинден како традиционален празник и на тој начин таа културна меморија се одржува и се повторува, значи еден од условите да стане културна меморија и да се повторува, така. И ние во нашата свест и на нашите деца ја поврзуваме нитката, значи како е македонска константноста на континуитетот на македонската државност. Со негирање, значи со непрославување на овие празници, без разлика кој е, може не мора да биде Илинден, може да биде и Великден, може да биде било кој важен празник за колективна и културна меморија, вие му го одземате на општеството, односно на луѓето, моментот и начинот таа културна меморија да се пренесува и да живее. Значи многу е едноставно. Со непрославување на празниците, со тоа што на 4 мај не дојде да оддаде почит ниту премиерот, па ниту председателот да дојде да оддаде почит на Гоце Делчев, кој што е најголемиот идеолог на Македонија. Да, значи ние ја подкопуваме таа културна меморија и односно во случај ја затрупуваме. Да не може да се памти. И тоа е исто така еден дел од агендата на СДСМ. Истото што се случува и во Министерството за култура тоа многу добро го покажува со програмите национални во изминативе 4 години. И тоа многу добро се покажува и во оваа така наречена реформа во образованието во кој што ќе се бришат цели моменти, значи цели области од историјата на овој простор. Ние не зборуваме само за историјата на Македонија како Македонија. Ние збориме за историја на целиот овој простор. Тоа се ќе ве запрашав, еве имаме конкретно, има некои одлуки што носат далекосежни последици, не само по држава, туку и по човештвото. Конкретно, Свети Кирил и Методи се прифатени како се словенски просветители.
Кирилицата е стигната, ја користат како официјално писмо и во Монголија. Свети Кирил и Методи се влизени во преамбулите на уставите и на Чешка и на Словачка. Нашава држава и премиер викаат дека се бугарски. Кој им го дава тоа право? Јас тука само ќе кажам, значи прво никој не им дал право. Никој. Тоа е исто така една дрскост и ароганција и безобразно да се воопшто да се дискутира за тоа. Значи тоа е навреда кон сите. Апсолутно. Она што го дозволуваат, она што Бугарија го прави, тоа нема не да го коментирам, тоа е глупост која што веќе цел свет го искоментира. Мислам, абсурдно е тоа. Страшното е што ние го дозволуваме тоа и страшното е што кога твореле Кирил и Методи, во тој момент позицијата на Бугарија, која што значи Кирил и Методи на никој начин се односно бугарите во тој момент не ги признаваат Кирил и Методи. Тоа е најголемиот абсурд, што тие сега присвојуваат ликови, личности од историјата кои што во тој период кога твореле биле непријатели на Бугарија. Значи, тоа е абсурдот. Кирил и Методи ја создаваат азбуката во момент кога Бугарија е против тоа. Значи, кој што не ги признава тие работи. И сега да дозволите, значи тоа втора работа што покажува многу голема неписменост кај нашите лидери. Во случајот кај Зоран Заев, а очигледно и Мила Царовска како ресорен министер за образование и наука, која што требало ако ништо друго барем да го подучи и да му каже каква е вистинската страна и приказ. Дали во собранието бевме сведоци и повторно беше активирана таа PR машинерија, бевме сведоци кога во македонското собрание беа донесени 20 пратеници заболени од корона во скафандари, се со цел вие да бидете прикажани како лошата страна. Повторно ќе кажам, ВМРО ДПМН ја кажува секогаш вистината и мене вистина жал што и тоа беше лажно прикажано. Станува збор за еден класичен маркетинг потек на СДСМ, бидејќи целиот проблем беше за 34-та седница на која што имаше еден закон за јавни набавки, кој што беше дискутабилен, на кој што очигледно мораше да помине, и ВМРО ДПМН, односно пратеничката група, не сакаше да прави кворум за таков закон, што е нормално дека не сакаме, значи не сме ние гласачка машина. Гласачка машина е левата страна на собранието. Тие за гласачка машина. Ние не сме, ние имаме разум во главата, ние мислиме што правиме и како гласаме и зошто гласаме. Сега, целиот спин беше 34-та седница. Пакетот мерки се гласаше на 36-та седница, кој што беше независно од 34-та седница. На 36-та седница гласаа 115 пратеници, че немаше никаков проблем за кворум. Проблемот беше драмата, театарот, кој што нас 4 години ни се привлекува, ма ние веќе 4 години имаме трагикомедија. Ова е навистина трагикомедија. Да, еве сме во пресред на за почеток е локални избори кои што треба да се одржат втората половина на октомври или првата на ноември. Дали можеби какви резултати очекувате и дали можеби очекувате одржување на предвремени парламентарни заедно со локалните? Потребни се предвремени парламентарни избори, бидејќи ние сме сведоци дека ниту еден сектор во државата не работи како што треба. Работат но никако што треба. Најверојатно ќе има предвремени парламентарни избори, но ќе видиме дали ќе бидат со локалните или после локалните, а можеби пред, не знаеме, и да гледаме дека се случуваат промени во структурите на коалиционите партнери на СДСМ, значи тука имаме овие денови некои турбуленции, вака промени, па гледаме дека и во самото СДСМ нешто има против, за, некое крило, вакво крило, такво. Интересни денови доаѓаат, но за жал повторно тука се тие медиумски машини, значи тие многу пари кои што се дадени по медиумите, за да и таа реалност се игнорира на некој начин. Страшно е, она што е многу страшно во моментот е медиумскиот простор во Македонија. Тоа е многу страшно. Кој што имаме телевизии кои што не ги кажуваат вистините, не ги кажуваат истите, не ги кажуваат двете страни, не ги соочуваат двете страни, па дури еве и трета да има.
Значи ние тука имаме проблем во тој медиумски мрак кој што се случува. Ние живееме во некоја Орвелова земја сега, не живееме веќе во Македонија. Не знам како треба поинаку. Да започнеме. Да, сега баш пред неколку дена видов дека излезена нова книга, па не е нова, од 2019, која што се вика The Book, книгата, во која што станува збор именно за една ваква фиктивна, тоа е фиктивна приказна, значи новела, која што зборува за едно општество во кое што нема печатени книги. Многу интересна книга, да, како Мила веројатно да ја прочитала, па сака да имплементира и покрај тоа што таа книга сака да покаже нешто друго, а не тоа што таа мисли. Во кое што сите информации кои што ќе ги добиваат жителите на таа замислена земја, ги добиваат преку дигитални, значи преку интернет. За да после се види дека всушност интернетот, односно содржините ги пласира власт во таа некоја фиктивна држава. Сега не ве подсекава, многу слична е приказнава, книгата е напишана 2019 година, но книгата не завршува така како што Мила сака да заврши или Зоран Заев, книгата завршува многу поинаку, со една револуција. Јас мислам дека и овој обид ќе заврши со една таква револуција, бидејќи видете почнаа протестите, ние сите знаеме дека кога ќе почне образованието да протестира, веќе тука нешто не е вред. Па секаде во сите нормални развиени држави протестите на почнувајќи од студентите се најава за некакви промени во државата. Значи не може да ги игнорирате мислењата на Ману или на Уки. Не може. Не може реформа која што не поминала, која што не добила зелено светло од ниту една релевантна институција, вие да ја форсирате како вистинската, најправилната реформа и при тоа, она што е исто многу интересно е неспособноста за дискусија, значи нема да кажам немање волја. Јас повеќе би кажала дека тоа е неспособност на оваа влада да влезе во дискусија, бидејќи тие секоја забелешка ја сметаат за директен напад и го сметаат за ВМРО-вско. Не може така, значи мора да се слушаме, мора да има дискусија, а нема дискусија. И сега кога некој нема дискусија, значи не прифаќа забелешки, не прифаќа сугестии и оди само на едното исто, а тоа е тој не чини, а јас чинам, дали во било кој јас ги прашувам и граѓаните, ги прашувам, значи сите граѓани, не политички определените граѓани. Ако ги ставите вака на кантар, двете страни, и ако видите дека од една страна имате некој кој што тврдоглаво тера една иста агенда, и имате друга страна која што вели, ама не чекајте, не се прави ова вака, да, треба реформа, треба дигитализација, никој не е против, но не на овој начин, кој е овде неразумниот, да кажем. Тој што вели треба, но не вака, дајте заедно да седнеме и да го направиме како што треба, или тој што вели не, моето е најточно, другото не е точно и нече. Кој е разумот тука? Каде е разумот? Јас го барам разумот. И кај колегите пратеници од СДСМ го барам разумот постојано, но нема разум. Ние немаме соработка со нив. Најверојатно е ветана на некоја страна нешто дека ова ќе се спроведе. Да, во сите овие реформи имаме такви политички позадини. И во реформата во образование, и во реформата во наука, и сега Мила Царовска подпише еден колективен договор со високото образование и науката. Јас доаѓам од високото образование и од науката, значи консултирав неколку колеги од различни факултети, од различни институти, дали го виделе тој колективен договор, никој го немаше видено колективниот договор. Како е подпишан тој? Со која јавна расправа или со кој консензус е подпишан тој договор? Дали има некоја најава? Вие сте дел од собранието и сте во комисијата за образование. Меѓутоа, дали би можело да се формира некаква, бараме решение, нели, вон парламентарна комисија, составена, говориме, и од пратеници, меѓу политички фактор, меѓутоа и универзитетски професори, и од Кирил и Методе, и од Штипскиот универзитет. Тука би биле и Ману за да се следи цела оваа ситуација и да се даваат конкретни решенија. Значи, еве го тимот. Тимот дојде, ние ги поканивме, значи, морам да исто тоа да обрнам внимание дека
професорите и говорниците кои што беа поканети од страна на ВМРО ДПМН беа сите универзитетски професори од највисоки инстанции, врвни кадри, значи врвни кадри, збориме за еден Владимир Петрушевски, хемичар, значи професор по хемија кој што ите како успешен и признат професор во светски рамки. Зборуваме за, на крајот на криштата зборуваме за Петар Атанасовски кој што беше заменик министер за образование од владата на СДСМ. Че зборуваме за Јован Донев, историчар, амбасадор, бивши, значи не сакам сега, жал ми е, сите сакам да ги спомнам. Сите кои што беа таму, кои што дискутираа. И сите тие рекоа, да за реформа, не за ваква реформа. Повлечете, дајте да седнеме, земете ги предвид нашите забелешки, дајте да направиме вистинска реформа, бидејќи образованието во Македонија е 25 години континуирано уништувано. Значи, ние 25 години одиме по линија на помал отпор, негативна селекција, 25 години ние преживуваме, нашите деца ги малтретираме со реформи кои што се фати пушти. Значи би се почне, па ќе се прекине, па друга. Она што исто многу индикативно е што истиот тим ги прави сите реформи. Истите луѓе се потпишуваат на сите реформи. И видите ги оние кои што се потпишале на Кембридж програмата и видите ги оние кои што се потпишани сега на оваа стратегија. Истите се Кирил Барбариев и Биршка. Истите луѓе. Значи, тука што станува? Зашто станува збор? За личен финансиски интерес? Друг интерес не гледам јас. Ако вие упорно форсирате нешто што гледате дека не чини, па макар да и тоа тим на луѓе кои што работи, значи ако тој тим претходно правил една реформа, претходно друга, трета која што не профункционирала. И сега нешто исто најсмешно е што Мила Царовска и колегите од СДСМ ги коментираат тие реформи дека не чинат, а истите луѓе предлагаат и оваа реформа. И имате луѓе од највисок ешалон, значи кадри докажани во светот кои што ви велат не вака, да за реформа, не ваква реформа, и вие тој го игнорирате, е одговорот на вашето прашање. Значи ние имавме таков обид. Дали ќе биде министерката имаше одлична платформа во тој еден ден во кој што она се замина, не ги слуша колегите, не се колеги, извинете, тие се над неа, не се колеги. Не ги слуша како ние, значи какво тело, за какво тело станува збор. А треба да се направи таква реформа, да се земат во предвид сите мислења, да се земат во предвид сите состојби во училиштето, да се земат во предвид дека не имаме училиште каде што се греат на ќумбе, каде што има нисредени тоалети, а Мила нас ни вели дека во новата програма ќе може да бираат ако сакат јога да вежбаат. Да, 80% што е многу здраво јога да се вежба, да, но како? Каде? Руинирани тоалети. Со руинирани тоалети. И сега, пак ќе се вратам на почетокот на разговорот. Доколку оваа реформа се спроведе вака како што тие мислат да ја спроведат наопаку, ние ќе имаме последователно последици во сите други закони. А со тоа последици во кадрот образовен, наставници можеби нема да изгубат работни места, но ќе изгубат часови, ќе изгубат мотивација. Бирото за развојно образование ќе се сведе на, како што кажа мојата колешка денеска, кетеринг служба, бидејќи Бирото за развојно образование со овој закон што се предлага практично бара дозвола, ингеренции да најмува невладени организации и поединци да ги спроведуваат обуките. Тогаш зошто постои Бирото за развојно образование? Дали вие знаете дека во Државниот просветен инспекторат моментално има само 20 инспектори за високо образование? Само 20. Че ние тука имаме проблем. И сега последователно се предлага. Не мислите дека тоа намерно се прави? Намерно се прави. Тука е таа негативна селекција. Тука е таа негативна селекција што се вработуваат несоодветни професори, кои што понатаму земаат несоодветни асистенти. И тука и така паѓа квалитетот на образованието. И тоа децениски се руши. Значи тоа не е, видете, тоа е работата што не може проблем кој што се таложил со години да го решите за 3 месеци.
Тоа е невозможно. Тоа е нешто што ќе вроди многу, значи нема да вроди со ништо, ќе вроди со уште поголема конфузија кај децата. А и кај наставниците, јас навистина ги жалам наставниците, јас не знам тие како ќе се справат со сите овие идеи за реформи. Еве, дали би биле првата држава во светот што би се собрале, неверојатно како група граѓани, би барале заштита од УНЕСКО на македонското културно наследство кое систематски се уништува овие години од сопствената држава. Дали може тоа да го дочекаме? Не, македонското културно наследство е заштитено во УНЕСКО, но за жал нашава држава не се грижи за нас, за тоа и ќе се брише од УНЕСКО, ќе го избришат кајде. Затоа велам, дали може ние како група граѓани да побараме да ни се заштити нешто од нашата држава? Ние имаме заштитени работи, може да побараме да се заштити секако, но кога настапувате пред УНЕСКО, пред меѓународни институции, настапувате како држава. И сега кога вашата држава нема слух за заштита на културата и културното наследство, националниот идентитет, повторно ќе ја спомнам културната меморија и историјата, ниту една институција светска нема да ве свати сериозно. Значи ние можеме на суд во Страсбург да ги носиме за ова што го прават, но не можеме да побараме од меѓународни институции да штитат нешто што ние самите како држава не си го штитиме. Тука е најголемиот каф, тука е најголемиот проблем што ние излегуваме многу несериозна држава. Ние не се грижиме самите за себе. Така очекуваме некој друг да се грижи за тоа. И веќе го ставиме сега Охрид, ќе отиде на листа незагрозани добра. И знаете што ќе се случи? Цел свет ќе му се обзнани на целиот свет дека државата не се грижи. Тоа е ставење на листа незагрозани добри. Срамот, ќе ги повторам зборовите на еден министер, срамота, голема срамота е ова што не се случува. И срамота е што изминативе 4 години ние живеевме вртоглаво паѓање надоле, значи страшно паѓање надоле во сите области во државата. Ви благодарам многу за одвоеното време. Беше чест и задоволство што разговаравме. Ви благодарам и вам и уште еднаш ќе повторам, ВМРО ДПМН ја кажува вистината. И само вистината и ВМРО ДПМН ја чува и ја заштитува и ја одржува македонската приказна на сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам и на вас. Вие го следевте најновото издание на емисијата Филибестер, останете на Радио Лидер.